Навистина еден од најголемите македонски евергрини, чија си во изведба на Славе Димитров, песна која што секогаш делува добро на расположението. Верувам дека ве погодивме и вас со изборот за почетокот на денешното издание на Македонија денес. Доколку е така, слободно може да не ги пишете коментарите на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram, местото каде што знаеме секој дневно да се дружиме со вас, да комуницираме и да споделуваме и интереси и она што вие би сакале да го погледнете во нашата емисија. Ние сме тука да ги оствариме сите ваши желби. Почнуваме и со разговорот во студиото. И ова утро имаме една доста интересна и значајна тема која што сакам да ја отвориме, за која што имам голем број на прашања кои што сакам да ги поставам и верувам дека и вас ќе ве заинтересира она за што ќе зборуваме. Не досега сме разговарале на оваа тема, а е доста значајна. Сите сакаат да успеат во работата, во својот бизнис, на работното место, со предпоставените со надредените, но колку постои професионалност во бизнисот во Македонија? Дали знаеме да ја цениме конкуренцијата, дали знаеме да бидеме конкурентни, колку и на каков начин се однесуваме со луѓето кои што се наши соработници и многу други прашања ќе ги одговориме во присуство на нашата драга пријателка која што секогаш е тука да го поттикне личниот, но и професионалниот развој кај нас, благодарение на НЛП техниката. Ова утро заедно повторно во Македонија денес Марина Анчевска. Добро утро, Марина. Добро утро, прекрасна тема и многу значајна тема, Сања. Многу значајна тема, затоа што се чини да не размислуваме толку многу. Најважно на луѓето веројатно им е да успеат до целта на која што сакаат да стигнат, без оглед на тоа што и околу нив се случува. Но ние иако одиме кон врвот и кон итање кон целта, сепак мораме да следиме што се случува околу нас, па колку има во Македонија професионалност во создавањето на бизнисот. Да. Се повеќе, например, на некое подруго ниво, меѓутоа се уште не е доволно, бидејќи се уште по секоја цена луѓето сакаат нормално да го постигнат својот успех, не гледајќи ги последиците и тоа баш во што го кажавте вие, што се случува во околината. Така да има многу работа на тоа поле кај нас се уште и важно е луѓето, значи, исто така да го следат и колективното, околината, што е тоа што предизвикуваат со нивното однесување, со нивното работење и дали тоа понатака во иднината носи добро за сите нас, бидејќи како и да е, ние без или со конкуренција нормално треба да постоиме, меѓутоа конкуренцијата е важна затоа што ни дава креативност, така да размислуваме да правиме нешто друго, меѓутоа никогаш не треба да се заборави конкуренцијата затоа што и таа е на еден начин што ни дава поттик да бидеме уште подобри. Оно што би сакала на самиот почеток да ве запрашам, вообичаено кога станува збор за бизнисот во Македонија, за успешните луѓе кои што се од овие простори, доколку истиот тој човек со својата работа и со својата професија работи овде во Македонија, а во исто време дојде и не посети таков ист кадар од надвор од државата, вообичаено кај нас повеќе се погледите свртени кон кадарот кој што доаѓа од надвор. Тоа за жал се уште не е сменето, се уште е така и јас постојано, значи, се соочувам со тоа, и моите колеги исто така. Не знам што е таа некоја филозофија кај нас, македонци. Дека туѓото е подобро. Секогаш другиот да биде подобар и секогаш да се гледа со недоверба кај нашите професионалци и најчесто исто така луѓето кои што доаѓаат од страна се нарекуваат експерти, а кај нас ние сме само тренери, нели? Да, се што доаѓа од страна е попрофесионално и поголем експерт. Но вистинскиот професионалец сигурна сум дека нема да подлегне на сите овие коментари, туку напротив ќе добие уште поголема сила и енергија да работи и да допринесува со своето знаење. Секако, да. Видете, предизвици секогаш ќе има, тоа е и убавото во бизнисот, иначе би било досадно исто така на некој начин, се да е исто и во се да сме најдобри. Убаво е да има поттик, да има предизвик, меѓутоа значајно е секогаш да си останеш доследен на себе си, значи да го работиш тоа што мислиш дека најдобро знаеш да го работиш и вистината и доброто излегуваат на површина, значи нема шанси, искреноста, оние што се
се професионални, можеби во моментот не се препознаени. Јас го знам тоа исто така лично од себе си, меѓутоа со текот на времето, ако си го работиш работата со љубов, искрено и професионално, луѓето ќе те препознаат. Дефинитивно да. Како вие гледате на професионалноста во Македонија, бидејќи имате можност да работите и со компании, освен тоа што нели работите на личен развој, работите и на професионален развој. Сметате дека кај нас постои професионализам? Постои, меѓутоа секако може и подобро да биде. Подобро е во односот и комуникацијата меѓу себе, меѓу вработените, меѓутоа и кон клиентите. Јас би додала дека на вистина може повеќе внимание да се посвети на тоа како клиентот ја гледа компанијата и да се слушне мислењето на клиентот, меѓутоа тоа доаѓа од наедноставно одговарање на мејлови, одговарање на телефон, значи тоа е, јас се уште се чудам. Имаш комуникација која ќе треба некојаш да се доврши комуникацијата, да се затвори на некој начин, независно дали е да или не, нема, се губи личноста, одеднаш не одговара на мејлови, не одговара на телефонски повици и тоа ми е навистина многу чудно. Како некако да имаат луѓето можеби незгодно е да им да кажат не или незгодно им е да го кажат своето вистинско мислење и така како да се избегава ситуацијата, меѓутоа тоа остава многу лош впечаток за клиентите. И потоа е многу тешко да се поправи сликата, и токму поради тоа веќе и се губи во бизнисот. Што е најзначајно во успехот на еден бизнис? Да, најзначајна е за мене искреност. Значи, искреноста и вистински да си останеш доследен на тоа што го работиш, искреност према себе, искреност према вработените, искреност према надворешниот свет, затоа што посебно па во мојата работа, значи јас ако се преправам, тоа веднаш ќе се почувствува, во секое поле, значи дали во мојот приватен или професионален живот. И јас затоа и постојам и обстојувам веќе 11-та година во Македонија и од кај нас се излезени многу луѓе кои што ги завршиле нашите тренинзи, кои што работат за себе си, значи исто така професионално се занимаваат со оваа професија и јас сум многу среќна за тоа, затоа што професионалноста доаѓа од поединците и поединците ја шират и ја прифаќаат на некој начин, околината се повеќе ја прифаќа затоа што ние сме тие што го наметнуваме стилот на комуникација. Значи, јас прво треба да си тргнам од самата себе си. Ако има некој недоразбирање, јас сум тренер, нормално е треба да расчистам, да видам што е. Меѓутоа, не секогаш другата страна е спремна да се соочи со вистината. Целите овие 11 години веројатно беа исполнети со многу предизвици, многу подими и падови, за да стигнете на едно ниво каде што веќе сте препознатливи во светот на коучингот, на НЛП-то во Македонија. Луѓето веќе ве препознаваат и ја знаат потребата која што може кај вас да ја најдат и да ја задоволат. Па беа ли тешки сите овие 11 години за да се стигне до ова ниво на професионализам? Да, секако дека беа огромни предизвиците и се уште се соочувам со предизвици, значи се уште не е да речеш вау, тече како што. Сепак сме и Македонија, да не забораваме. Да, така да 11 години можам да кажам дека во тие 11 години јас исто така израснав со мојот бизнис, се уште се надградувам себе си, јас не верувам дека нешто е завршено, дека секогаш може подобро, секогаш може поинако, на поинаков начин, меѓутоа секогаш сум останата вистински луѓето ете што ме знаат, што соработувам доследна на себе и за мене најважно е кога клиентот ќе дојде на обука или јас кога ќе одам во фирмата, луѓето да се чувствуваат опуштено, отворено и да имаат почит и доверба и спрема мене и едни спрема други, за да може тренингот да биде успешен. Да, дефинитивно дека сите овие 11 години беа многу големи лекции и за вас. Благодарение на вас многу луѓе излегоа како многу успешни и лични карактери и во бизнисот многу луѓе напредува. Тоа е дополнителен мотив за вас дефинитивно за да работите и да вложувате професионално во вашиот бизнис. Секако, јас оваа работа не би ја работела ако не би била свесна дека од овде, од нашиот центар ќе излезат луѓе кои што истото ќе сакаат да го работат, а меѓутоа тоа е убавината на сето тоа, затоа што луѓето се врзуваат со енергијата на тренерот. Значи, НЛП-то е тоа.
се работи, меѓутоа секој си го работи на свој уникатен начин, секој со своето лично искуство, со својата позадина, да кажеме, све што поминал во животот, го надополнува во својот стил на тренинг, на одржување на тренинзи, коучинзи, работа со луѓето, и тоа е убавината. Ако погледнеме околу нас, има насекаде има слични продавници, слични бизниси, меѓутоа луѓето се врзуваат со нешто, дали е продуктот, дали е сертификатот, дали е личноста, нешто што ги привлекува. И не за џабе нормално и книгата ми се вика Едноставно јас. Значи се работи за тоа секој од нас да си го пронајде својот стил, да си се пронајде себе си и ќе нема потреба да се докажува пред другите, ќе нема потреба да се бори, да гази пред себе или да прави нешто, затоа што едноставно ќе чувствува дека е едноставно свој и на тој начин луѓето сами ќе доаѓаат кај него. Да, дефинитивно ќе биде така во вашето излагање до сега во нашата емисија. Често пати зборувате колку е значено да се биде прво задоволен со самиот себе си за да може да се направат успесите, па колку најпрво личното вложување во личноста може да допринесе за професионално развивање. Тоа е прво. Го познаваат ли кај нас луѓето од бизнисот тоа? Се повеќе, да, за тоа да, кажем пред 11 години кога зборував за тоа беше малци и како табу тема, меѓутоа ете јас на некој начин некогаш и вистински се прашувам што е тоа што ме тера ете овие сите години постојано ете да гостувам и на телевизија, на радио, да пишувам, меѓутоа ете тоа е некоја поголема моја цел на некој начин да предизвикам промени и најважното баш е тоа, значи мора да се човек да се надградува себе си, затоа што животот не е само ова. Секогаш може да се научи нешто и не се изговори парите и времето дека ги немаме. Најголемиот предизвик е со тоа што се нема желба. Се нема желба за промена, се останува во таа зона на комфорт. Меѓутоа ние, посебно ние како тренери, луѓе кои што пренесуваме нешто, и не само тренерите, туку и во образованието, значи мора да има промена затоа што еве и на младата генерација сега нив не им треба знаење, тие тоа знаење на Google одмак ќе кликнат и знаат повеќе од нас, нив им треба некаква емоција, им треба искуство, им треба нешто друго. И тоа е тоа што ние кои што го пренесуваме тоа на некој начин треба да го пренесеме вистински, значи она што е вистински во нас, што е преку искуството, преку разни тренинзи поминато образование или било какво формално или неформално, меѓутоа е важно, значи, човекот да биде професионалец, прво спрема себе си. Кога сме професионални према себе, такви ќе бидеме и према останатите. Кога станува збор за бизнисот и за работата, тоа е за секоја една професија која што се работи. Да. Обично кога ќе кажат бизнис, вообичаено луѓето мислат на големи компании, помокни некои бизнис компании, но бизнис е и обично изработка, можеби и на накид, ова што вие го работите, мојата работа. Колку луѓето се свесни дека и на оваа работа и на ова работно место треба да вложуваат за да бидат поуспешни? Па не многу. Токму така, луѓето баш мислат кога ќе се збори за компанија, мора да е таа, не знам, некоја огромна, меѓутоа ние сме исто тројца вработени, ние сме компанија, ние сме организацијски систем. И ако меѓу нас нема професионалност, почит и доверба, секако дека тоа ќе се одразува на околината. Че независно колкава е компанијата, независно дали се работи за некој дека има своја фирма или дека работи некаде, професионалноста е најважна затоа што од таму тргнува се. И важно е, јас мислам, пак ќе кажам, искреноста спрема себе и почита кон околината. Значи, со сите луѓе што се сретнуваме. Најобичен пример, значи, кога ќе одам некаде, например, во банка или било што, господјата или господинот што работи таму, со мастика, например, кога ќе го видам како чвака и разговара, значи за мене завршува приказната, или пак кога ќе ти ја фрли картичката. Значи тој некаков најбазичен однос кај нас се уште се сретнува дека не е надминато. И мене тоа многу ме чуди. Па што сакаме потоа за некои други нивоа на професионалност да се збори кога основното го нема? Да. Како изгледаат тренинзите за професионален развој? Па
Прво се работи на себе. Значи, прво се освестува тоа како комуницираме со самите себе си и дали вистински го живееме тоа што го зборуваме, че се поминува некаков процес, тоа се разни техники, се откриваат семените динамики, значи од каде потекнуваат тие лимитирачки верувања и вредности, затоа што сето тоа се отсликува во организацијата. Нели пред некое време зборувавме исто така за мобингот. Да. Мобингот е исто така огромен показател на непрофесионалност, затоа што се бара се кривицата кај другиот, значи своите недостатоци сака професионалецот да ги омаловажи кај другиот, значи мобингот е доста застапен кај нас. Колку повеќе мобинг, толку помала професионалност и такви личности дефинитивно треба да работат на себе си, ако не сакаат самите, значи мора да бидат потикнати од околината. Што правиме со задкулисните игри кои што се играат на работните места и кои што ги има се повеќе и повеќе? Да, тоа е исто така, мислам дека од страв, лични стравови, страв од неуспех, страв од преживување, страв од или ниска самодоверба некаква, значи секој оној кој што покажува такви знаци дека преку другите сака да го постигне својот успех, всушност се работи за негови лични недостатоци. Вообичаено и уште од порано се вели проблемите домашни, пред врата оставете ги пред да влезете на работното место. Меѓутоа не е лесно, затоа што тоа е еден ист човек и некој ќе те предизвика на работа и сето она што не е искажано дома, нели ќе излезе на работното место или клиентите и потоа се другите се криви. Не е лесен тој процес на освестување и меѓутоа желбата да се направи некаква промена, а сето тоа уствари доаѓа од тоа затоа што се уште кај нас не се размислува колективно, туку се размислува се уште на индивидуално ниво и затоа луѓето не можат да постигнат таа, не збориме за сите, исклучоци нели има, таа професионалност, а професионалноста е секогаш поврзана со големата слика. Оно што мене ми пречи лично, кога станува збор за луѓе кои што работат одредена работа и треба да бидат професионално, е времето кое што не знаат да го ценат. Вообичаено и многу често се случува кај нас луѓето да доснат и не по 5, не по 10, не по 15, туку и по половина час. Да. Колку самото тоа говори за еден човек, колку е тој професионален? Па прво не ве цени вас. Значи, доколку сте му важни вие или доколку е важен разговорот или ситуацијата, ако тој го види бенефитот од тоа, ќе дојде на време. Меѓутоа, некои луѓе имаат исто така потреба другите да ги чекаат затоа што себе си ќе си дадат на важност, дека се друго е поважно освен вас. Тоа е исто за мене еден показател на непрофесионалност. Прво јас си го почитувам своето време и секако го почитувам времето на другите, затоа што си го ценам своето време прво. И тоа е исто така многу важно во професионалниот живот, почита кон времето и енергијата што ја споделуваме едни со други. Кога сме на работното место, некогаш се бара од нас и да се работат и повеќе работи истовремено. Да. Тука, веројатно дека се губи нивото на професионалноста, кога еден човек е насочен кон повеќе фронтови. Зависи од организираноста, значи како е некој организиран и што тие различни фронтови него му носат пак во поголемата слика. Че јас ако се видам себе си, јас сум активна на 50 полиња, на не знам колку полиња, меѓутоа сите тие полиња водат кон една иста цел. Целта е да се креира промена. Значи тоа е кај мене најголемото зошто ја работам оваа работа што ја работам, меѓутоа тоа и кај мене истото така, затоа што и сум јас постојано во промени, постојано нешто ново се случува, ниту еден тренинг не е ист, затоа што мене најголемата вредност ми е промената и плюс јас сакам различности. Значи, затоа луѓето што работат на различни фронтови, доколку тоа има некаква цел и води кон некаква поголема цел или по некоја мисија, да кажеме, што ја имаат зацртано, тоа е сосем окей, меѓутоа сепак со огромно внимание за тоа како околината реагира на тоа во семејните околности, дали се губи контактот со семејството, значи тоа е многу важно. Не е секоја цел еколошка цел. Добра за себе, добра за сите други околу нас и за целата околина. Кога станува збор за професионализмот во бизнисот во Македонија, споредбено со останатите европски земји, како изгледа оваа слика?
да, многу пониско ниво, за жал. Таму, еве, например, да кажем од Холандија, меѓутоа пак не може да се генерализира, затоа што јас имам искуство со Холандија работено, и таму исто луѓе сум се сретнала со професионалци на некој начин што исто така пробуваат да те изманипулираат, значи се е до човекот. Се е до човекот, секој на свој начин како се доживува себе си, меѓутоа колективно земено, на некој начин професионалноста во Холандија е на подруго ниво, затоа што има повисока колективна свест. Да се надеваме дека ќе се промени сликата кога станува зборот за професионализмот во бизнисот во Македонија. Вие сте тука да допринесете и да помогнете во личниот и професионалниот развој, па се надеваме дека ете, низ текот на овие 11 години сте успеале многу да ги поттикнете да се развиваат и да се надоградуваат, дека дополнително и од сега натаму ќе продолжат луѓето да вложуваат во себе за да ги имаат овие резултати и да можат за себе да кажат дека се навистина професионални во тоа што го работат, а не само да стават некоја титула пред себе мислејќи дека тоа е доволно за да се заврши работата. Професионалец и лидер со себе си не се кажува. Тоа треба околината да каже и да те истакне како професионалец или како лидер, а тоа го добиваме како титула според тоа све што сме го сработиле до сега и луѓето треба да го препознаат. Че тоа е најважното. Јас за себе си можеби се чувствувам професионалец или лидер во оваа работа во Македонија, меѓутоа тоа нема да има никакво значење ако не се гледаат резултатите или ако другите луѓе тоа не го потврдат. Да. Најважна е таа потврда од луѓето, како што кажав и на самиот почеток, вие сте веќе препознатлива, луѓето препознаваат во вас некој кој што може да допринесе и да помогне за нивниот личен и професионален развој. Верувам дека и вие ги цените вашите учители, оние од кои што вие сте научиле како да се однесувате во професионалниот живот, во приватниот и оние од кои што вие ја исцрпивте целата оваа школа и наука, ако можам да кажам. Да. Секогаш може да се научи од било кого, не мора да биде некој вистински учител или тренер. Најмногу се учи од оние луѓе со кои што имаме предизвици. Тоа ни е шанса дадено да направиме некаква промена и трансформација кај себе. Меѓутоа, моето базично однесување, почита, искреноста, професионалноста ми е од дома. И мислам дека на сите им е така, значи од кое обкружување доаѓаме, тоа се тие основните вредности кои што ги носиме кај себе си. Моите родители се такви, искрени, скромни, професионални и секогаш спремни да помогнат и јас не можам да бидам поинаква колку и да сум се трудела некогаш, меѓутоа тоа е вистински што го носам во себе и јас сум многу благодарна и среќна за тоа, затоа што тоа е можеби долг план, долг пат, кој што тешко се оди, кој не секој луѓе го прифаќаат и го препознаваат, меѓутоа, како што кажавме на почетокот на разговорот, искреноста, професионалноста и добрината секогаш излегуваат на површина. Убаво ова за крај на разговорот, дека секогаш основата лежи во семејството. Семејството треба да биде она место каде што сите ќе се стекнат со најдобрите навики за понатаму во животот. Треба да се пронајде време и да се има секогаш време за правилниот раст, развој и воспитување на децата. Иако живееме во едно динамично време, вие сигурно може да приметите дека луѓето се помалку време поминуваат со семејството, споредбено со оние години кога ние сме растеле генерации пред нас. Денес веројатно тие вредности се малку подизгубени, па значи ли тоа дека имаме проблеми понатаму во однос на професионализмот во бизнисот? Па се гледа дека е поразлично генерациите што доаѓаат, меѓутоа и тоа е добро затоа што животот е процес, па можеби и ние од тие генерации нешто повеќе ќе научиме на некој начин, меѓутоа семејството е навистина многу значено, можеби не се има толку време како што имало порано да се посвети на децата, меѓутоа колку и да е тоа време треба да е квалитетно и да е еден час во денот да има разговор и комуникација и да се третираат децата како возрастни луѓе, за да им се дава чувство на самодоверба, да им се отвараат видиците дека нешто може и поинаку да се направи, не мора да се останува во зоната на комфорот, значи се е возможно. Марина, јас ви благодарам што ова утро разговаравме на оваа навистина интересна и значајна тема. Верувам дека допринесовме луѓето да размислуваат за некои работи кои што се многу значени
научени во однос на професионализмот во бизнисот кај нас во Македонија и за тоа како треба да се однесува за да бидат вистински професионалци во својата работа. Мене ми е чест и задоволство што со еден професионалец како вас токму оваа тема ја разговаравме. Да. Па ќе се видиме во некоја следна прилика да отвориме уште некоја интересна тема која што ќе не поттикне на личен и професионален развој. Секако. Сања, благодарам многу. Тоа беше нашата драга пријателка Марина Анчевска, која што секогаш со незината енергија допринесува на убав и на вистина посебен начин да го започнеме денот. Верувам дека сета таа енергија која што ние тука ја чувствуваме, успеваме да ја пренесеме и кај вас во вашите домови и така ќе биде и во продолжение со останатите теми и гости кои што ги имаме во денешното издание на нашата емисија. Сето тоа во меѓувреме зачинето со добра македонска музика, па продолжуваме во истиот тој стил.